Почитувани сограѓани, среќни новогодишни и божикни празници, иако времето е такво, иако сме на мален број, сепак зборот ќе се зборува. Тоа значи дека ништо во ова време не може да не сопре. Не може да не сопре до таа мерка да времето на оваа власт се броја. Брои се од причини за тоа што на ниедна бранша не ги исполнија очекувањата према народот кои секојдневно го лажат и бират начин и спас како да спасат жива глава, бидејќи резултатите секако не се. Време е и ќе дојде време, ќе паднат и тоа оваа година. Почитувани сограѓани, никаде во ниедна земја нема да се класират мртовците. За жал, нашата власт ги класира и мртовците. Еве со неколку примери. Пример, ако почне некој член од Социјалдемократскиот сојуз, од премината неговата фамилија може да чека и 2-3 месеци. Не е битно. Ако почне некој да умре, сепак тоа е прв ред, му се дава одмор. Сметам дека тоа ти се врати на глава. Почитувани сограѓани, сметаме дека, кога зборувам ВМРО-ци, не сакам некој да навредам. Меѓу тие ВМРО-ци, еве користам прилика, ги поканувам сите честни ВМРО-ци, кои се излажени како нас, кои се украдени како нас, да дојдат заеднички да кажеме не на оваа власт, бидејќи таа одобно тоа такво и одговор го заслужи. Сметам дека имаме сила, имаме моќ, имаме знаење, имаме луѓе, а се тоа што транспортират и што огласират по нивните медии, за жал медиите се нивни да прават кој што сакат, али на се доаѓа крај, пак и дојде крајот и на нив. Нашата заложба е да ги збиеме редовите, бидејќи не сме малку. Може би некој лошо време ќе не засегне, али тоа не значи дека тоа што имаме во себе ќе го оставиме. Остануваме на борбата и на заложбата и на зборовите на председателот. Ќе одиме до крај, немаме друго решение. А крајот значи победа на следните избори и да кажеме за секојаш вечно на оваа власт крај. Доста е. Сметаме дека со таква власт, со таква управување никаде не оди нашата држава. И поканувам сите наши, еве велам наши, и сите граѓани, и ВМРО-ци, сите тие што се незадоволни од оваа власт, а ги има многу исто како кај нас, ги има многу и во другите партии. Другари, не се плашите, ние не водиме војна. На честен демократски начин го изразуваме незадоволството кое е присутно настанато од вашата работа, од вашите заложби, од вашите резултати, кои за жал ги нема. Ние не очекувавме дека ќе имате вие некои резултати, кога и така ги дојдовте изборите, меѓутоа, еве велам, само ви се продолжува мандатот, користете се, целата власт е кај вас, сите електронски печатени медии се ваши и правите во државата хаос и растур. За жал, не правите тоа што го рековте. Рековте дека ќе има многу вработување, рековте дека ќе има поголеми пензии, рековте дека ќе има подобар живот. За жал, сите овде жители на Штип живеат и творат во една сиромаштија и беда многу полоша него во времето на Социјалдемократскиот сојуз. И сите се свесни. И тие што седат дома и што не сакат од тих причин да излезат и да кажат својата мака и тешкотија, и тие се учествуваат со тежината на нас. И тие се на наша страна. Ќе дојде денот кој ќе излеземе и ќе ви кажеме не. Доста е на оваа влада. Доста е на тешкотијата на македонскиот народ. Да живее Социјалдемократскиот сојуз, да живее Македонија. Благодарам.